Нашата Елизабета Спасеновска се наоѓа пред просториите на Никоп Лаб. Тоа е институција која што е поврзана во синџирот на Никоп за давање на здравствени услуги, а причината за тоа е што деновиве Никоп Лаб прослави годишнина од своето постоење. Елизабета, со кого разговараш и каде точно се наоѓате? Добро утро. Се вклучуваме од пред просториите на Никоп Лаб и Никоп Медикал, а повод за денешната наша посета тука е едногодишниот јубилеј кој што се одбележа токму на 1 април. Во следните минути ќе имаме можност да разговараме со директорката, доктор специјалист, субспецијалист Татјана Баевска-Вучковиќ. Добро утро и добро дојдовте во утренски брифинг. Добро утро до вас и до гледачите на Слободна ТВ. Благодарам што сте денеска гостин кај нас согласно одбележувањето на едногодишниот јубилеј на Никоп Лаб, биохемиска и молекуларно диагностичка лабораторија. Како ќе оцените изминатава година? Мислам дека бевте честопати испоменувани и препознатливи во јавноста, најмногу по ПСР и брзите антигенски тестови кои што поради пандемијата беа и се позастапени кај населението. Така да, реално според податоците и бројките што ги имаме, сме најбрзо растечка лабораторија од самото основање. Живееме трета година во светската криза на пандемија COVID-19 и согласно тоа најактуелни, да кажам, исследувања во целата оваа година и тестирања беа тестирањата за COVID-19. Според бројките сме лидери во однос на остварување, тоа го возможуваме бидејќи даваме достапна, пристапна, квалитетна услуга со најниски цени. Самата криза си носи последици по себе, секако нели на економската основа за секој еден граѓанин, така да нашата стратегија е да имаме брзи, достапни и квалитетни услуги, меѓутоа со најпристапни цени. Сето тоа допринесе да искреираме позитивно мислење во општата јавност, меѓутоа и да влијаеме во креирање на пазарната цена во однос на давање на овие услуги. За една година работење на Никоп Лаб сме реализирале повеќе од 500.000 приеми во лабораторијата во однос на биохемија, имунологија, серологија, во однос на молекуларната за COVID-19 тестирања, домашни посети, имаме мобилни тимови за земање на материјал во домашни услови, во работна средина. И сето тоа на некој начин благодарно се и до сите граѓани кои што го доверија своето здравје и изборот на овој вид на услуги да го вршат во Никоп Лаб. Вкупно повеќе од 280.000 COVID-19 тестирања се направени, од кои само ПСР се повеќе од 150.000. Ја споминавте и пристапната цена, би ве прашала дали во однос на одбележувањето на овој јубилеј има можност тука и сте размислувале токму за намалување на цените на услугите? Така, ние летото почнавме со промотивна цена во тек на 3 месеци, бидејќи после сите оние, да кажам, тешки моменти на карантини, населението доби можност нели да патува надвор од државата. Цело лето работевме со 1000 денари ПСР и брз антигенски. Потоа цената ни беше сепак символична, 1600 денари, во тек на зимскиот период и кога се имаше доста патувања нели околу новогодишните празници, меѓутоа и со појавата на омикронот, каде што во тој период достигнавме рекордни бројки, по неколку илјади да имаме тестирања во текот на денот. Цената ја намаливме на 1400, а за роденденската недела и одбележувањето нели на 7 април како светски ден на здравјето, од 1 до 7 април имаме повторно промотивна цена да ПСР чини 1000 денари. Би ве прашала, очекувате ли зголемен број на ПСР тестови, односно на граѓани кои што ќе прават вакви испитувања во пресрет на летната сезона? Па да, се очекува, бидејќи предстојат великденски празници и други празници во овој период. Годишните одмори предстојат, согласно сите препораки на Светската здравствена организација. Секако ќе биде потребно тестирање и понатаму во овој период. Реално, ПСР-от има најголемо значење, бидејќи секој еден што патува во некоја држава се следи актуелната и ја докажува актуелната состојба, значи на патникот, да тој има негативен ПСР и е безбеден на некој начин за патување. Тоа го постигнуваме покрај тоа што во базата имаме пункт
уште на 9 локации во државата сме присутни за да ја доближиме оваа услуга према местото на живеењето, да ги скратиме трошоците на граѓаните да не патуваат до Скопје, бидејќи реално во внатрешноста имаат на некој начин лимитираност во однос на пристап на овие услуги и очекуваме да од тука околу велигденските празници, некаде до септември, октомври, кога и најчесто се патува, повторно да има зголемена потреба. Интересно е тоа што поради патувањата, нели, голем дел од граѓаните се мотивираат да ги прават овие ПСР тестови, меѓутоа тие и можеби голем дел од нив и немаат вистинска здравствена причина за да ги направат, туку им се потребни поради протоколите. Дали тоа значи дека најголем дел од тестовите се негативни или немате ваква статистика? Имаме статистика, значи во период на бранови, кога беше и пикови, нели, на различните варијанти на Делта, на Омикронот, значи во периодот на Омикронот имавме од тестирањата вообичаено 1/3 да бидат позитивни. И тогаш во најголем број од граѓаните кои што пристапува беа поради симптоми или поради контакт. Сега во овој период намален е бројот, значи, на позитивни, повеќето се негативни. Би ве прашала какви се плановите за иднина. Првата година ја оценивте како успешна, што да очекуваме за наредниот период? Па за наредниот период, согласно и барањата од граѓаните, бидејќи секогаш го слушаме гласот на граѓанинот и потребата на заедниците и целиме кон тоа да ги доближуваме услугите, во престојниот период би пристапиле кон проширување на дејноста на лабораторијата во дел на микробиологија и на тој начин би ги заокружиле сите лабораториски иследувања на едно место, бидејќи кога некој е задоволен од едно, сака се да заврши на едно место. На крај би изразила благодарност до основачот и управител на Никоп групацијата, каде што тука спаѓаат и Никоп Медикал и Никоп Лаб, кој како млад работодавец капитално инвестираше во националниот здравствен систем, допринесовме до зајакнување на системот, можност за повеќе услуги и секако, нели, можност за пристапност и креирање на општата политика во здравството. Доктор Татјана, јас тука никаде ќе ви заблагодарам за вашето вклучување во утрински брифинг. Ви посакувам успешна наредна година и уште многу успеси во полето на кое што делувате. Благодарам. А по овој краток разговор од пред Никоп Медикал и Никоп Лаб, ние повторно се враќаме во студиото. Да, благодарам Елизабета.